Полите, господин Кирков. Благодарам, председателе. Почитувани советници, почитувана јавност. Едноставно не можам да останам имун кога се работи на тема на Скопската зоолошка градина, која, ќе повторам, за 2 години ќе обележи 100 години од нејзиното постоење и е најстара, можеби најстара зоолошка градина во Европа. Многу работи се кажани од оваа говорница во последен период за зоолошката градина, а верувам дека ќе се сложите со мене затоа што зоолошката градина во последниве 3 години ги доживува своите најтемни денови. Најтемни денови и никогаш не се нашла во ситуација да биде ставен катанец на нејзината врата. И да, ова иницијатива на колегите од Зелен Хуман град ја проследив и имам неколку забелешки во однос на истата. Почитувани колеги, животните немаат ниту партиска книшка, ниту политичка партија, ниту име и презиме. И најмалку што треба да правиме да политизираме зоолошката градина со ефтини политички проблеми. По тука јас, како нов советник во овој град, а го пратам овој совет и го пратам долго време од самото постоење, каде бевте овие 3 години да кажете за општо за животните и за оној помор кој се случуваше од 2021 до сега. Бевте тивки и бевте во нечи директорски фотели. Но тоа не е тема на денешнава дискусија. Сами наведувате во вашата иницијатива дека загинале повеќе од 18 животни. Јас ќе ве поправам, загинале повеќе од 40 животни, дел од нив под нерашистени околности. Дотаму иде безобразието и неспособноста на оваа градоначалничка и нејзините кадри кои ги поставува, за да информациите кои ги добив пред некој ден откако ја добив оваа иницијатива и верувајте, стапи во контакт и со представници на ЕАЗа, тоа е Европската асоциација за зоолошки и аквариуми, ја проследив вашата иницијатива, одговорите доколку ги сакате од нив, ќе ви ги пратам и писмено, каде што они се фрапирани од оваа иницијатива. Во зоолошката градина во моментов живеат повеќе од 270 животни. И доколку ние вие изгласаме оваа иницијатива и ја поддржиме, дел од тие животни живеат во јата, живеат во стада и доколку ние не внесеме нови животни, доколку некој од овие животни погине на било каков начин, и тие животни ќе ги оставиме на милост и на немилост затоа што имаат потреба од друштво. Така да, сите оние препораки кои ги добив од приватни зоолошки градини, од зоолошки кои се веќе членки на ЕАЗа, велат дека оваква иницијатива во моментов не е потребна. На ова раководство на градот и на зоолошка градина се бројат деновите и се бројат месеците. Било кој ќе дојде потоа, јас сум уверен дека веднаш ќе настане една револуција во Скопската зоолошка градина, затоа што било кој градоначалник после оваа градоначалничка ќе си го сака многу повеќе Скопје него ли Даниела Арсовска. Така да ве молам, колеги советници, без припадност на политичка партија од која сме тука, да не дозволиме оваа иницијатива да помине во интерес на животните кои се веќе таму на милост и немилост. Ние и онака, да појаснам, не можеме да внесеме нови животни во Скопската зоолошка градина, затоа што имаме веќе бан од ЕАЗа. Во наредниве 3 години ни остануваат, ние не смееме да внесеме животни, ниту пак да размениме животно со некоја зоолошка градина која има статус на членка од ЕАЗа. Такви зоолошки градини се приватните кои ги има низ Балканов, зоолошката во Косово и зоолошката во Албанија. Да не им го скратиме тоа, да кажам, да не го скратиме при можноста на зоолошката доколку некој животно загине да го ставиме само и тоа да го изгубиме понатак. Така да, уште ова за крај, јас ве молам да не помине оваа иницијатива, писмено на сите советници, доколку сакате ќе ви ги проследам мислењата од ЕАЗа по однос на оваа иницијатива, а нешто што сакам да го споделам со вас и со јавноста е за последните случувања. Накратко, до таму иде неспособноста на ова раководство, затоа што дали лицето Александар вработено во град Скопје ги попречува во спредувањето мерките на заразна болест
од последните случувања ги спречува инспекторите во АХВ да си ја работат работата, при што е повикано обезбедување од град Скопје и ова лице испратено надвор од зоошката. После записникот од страна на МВР е поднесена соодветна кривична пријава за попречување во движење во заразно подрачје без заштитна опрема. Еве дотаму иде безобразноста и како се работи со зоошката градина, овој менеджмент и оваа градоначалничка. Повторно ќе кажам, ова е тоа, прашувам дали е тоа истото лице кое со телефон ги направи овие громорозни снимки кои ги видовме и со тоа ја потресе целата јавност и го наруши имиджот на зоошката градина. Исто и за ова ќе има поднесок со кривични постапки до јавното обвинителство. Така да, почитувани колеги, во интерес пак ќе кажам на животните кои се веќе таму, јас земувам оваа иницијатива да не помине. Ви благодарам. Благодарам, Кирков.